Почитувани гледачи, во серијата интервјуа кои што Канал Виз ги прави со градоначалниците од југоисточниот регион, разговараме со градоначалникот на општина Богданци, господинот Блаже Шапов. Денеска сме гости во неговата општина, каде што ќе позборуваме за приоритетите на општината во следната година, се разбере и на малку подолг рок на следните 4 години кои што ги има оваа општина како план за реализација. Господине Шапов, најпрво добре дојдовте во вестите на Канал Виз. Повеќе од 2 месеци сте градоначалник на општина Богданци и нормално е да поразговараме за тоа во каква состојба, особено во каква финансиска кондиција ја затекнавте општината кога дојдовте на чело на неа. Проблемите во општина Богданци се големи, значи не е само еден проблем и од тој аспект, значи најголем проблем ќе биде да се изнајдат приоритетите. Според мене е урбанистичкото планирање, изработка на квалитетна техничка документација за аплицирање за грантови од разни фондови. Приоритет секако ќе биде изработката на урбанистичките планови, за кои веќе за населените места Стојаково, Ѓавото и Селемли последен рок за нивна изработка е јуни месец. Се надевам дека ќе немаме никакви проблеми. Додека урбанистичкиот план за Богданци отпочната е постапка и се надеваме дека во кратки можни рокови тие истите ќе бидат донесени за да може општина Богданци да функционира нормално. Исто така приоритет во оваа година ќе биде и легализирање на објектите што се во собственост на општина Богданци, како што се локалниот заобиколниста во Богданци, колекторските системи, водоводната мрежа и многу други објекти кои треба да ги впишеме во катастарот на недвижности. Практично сите објекти кои што ги има општината на некој начин се дивоградби? Да, тие се дивоградби, значи имаме и законска обврска тие да ги легализираме и без тоа да го направиме не можеме да имаме напредок. На крајот од годината веќе се прават плановите за буџетот за наредната 2018 година. Дали сте готови со нацрт буџетот и на што ќе се трошат средствата за следната 2018 година? Буџетот е при крај, значи со општинската администрација го изготвуваме, ќе одиме директно со предлог буџет. Значи, најголем дел од средствата во буџетот се планирани за изработка на тие урбанистички планови, како што кажав претходно, и најголем дел од средствата се планирани за изработка на квалитетна техничка документација, како што реков и претходно, без која не можеме да аплицираме за средства. Значи, буџетот е реален, во него се вметнати и исто така и долговите на општина Богданци мора да ги имаме вметнати во буџетот, кои се отприлика негде околу 40 милиона. Така да буџетот од аспект на реалност, значи голем проблем е долгот што мора да биде вметнан и затоа е тоа мора да биде повисок од колку што треба реално да биде. Значи тоа ќе оди на совет, тие планираме јавна расправа, значи со граѓаните. Така да мислам дека за оваа година немаме планирано во буџетот изградба на поголеми капитални инвестиции. Ќе се одредиме на тоа да приготвуваме техничка документација за следните години без проблем аплицирање за добивање на средства, бидејќи со нашите скромни, значи имаме негде реални средства од 8 милиона денара. Со тие средства не можеме ништо да инвестираме, затоа сите средства ги насочуваме кон изработка на техничка документација за да може да аплицираме и обезбедиме средства да реализираме проект. Со оглед дека зборуваме за недостаток на поголема техничка документација како и неизработени урбанистички планови, отприлика колку време доцни општината со изработка на овие важни стратешки документи? Ако ви кажем дека доцниме многу, значи од средства за да кажеме за изработка на
урбанистичките планови во населените места имаме обезбедено од Агенција за финансиска поддршка од 2010 година, тие се уште не се донесени, значи временскиот период е голем. А знаеме дека без урбанистички планови не може да имаме развој и средствата кои општината треба да ги обезбедува како приход лежат во тие урбанистички планови. Ќе направиме се во наредниот период да ги донесеме што побрзо, за да може општината нормално да функционира. Господине Шапов, вие сте на почетокот на вашата функција. Каква општина би сакале да оставите после 4 години? Кога ќе завршите со вашиот мандат? Па, приоритет ќе биде носењето на тие урбанистички планови. Значи, приоритет ќе биде и приближување на општината до граѓаните, значи квалитетни општински услуги. Општина во која инвеститорите ќе можат без проблем да инвестира, значи да кога ќе дојде некој инвеститор да сака да инвестира, значи да не општинската администрација да не му каже после 6 месеци, после година време, значи тие документи веднаш да ги добиваат, бидејќи имаме инвеститори, но проблемот не е урбанизацијата неаме урбанизирани места и неаме квалитетна понуда. Значи не може да испаднеме во пресрет на инвеститорите. Од прилика е тоа. Град Богданци со развиено земјоделие, со здрава животна средина и значи приоритет да пробаме да ги убедиме младите да останат тука, а тоа ќе го направиме само преку инвестиции, отварање на нови работни места, а без урбанизмот знаеме дека тие места реално не можеме да ги отвориме, така да мислам дека тука ќе биде во позитива и соработката со бизнис заедницата, значи мора да има таа соработка доколку сакаме младите да ни останат тука. Ви благодарам за разговорот. Се надевам дека во скоро време ќе имаме повторно можност да разговараме и да ги информираме граѓаните за активностите на општина Богданци. Ви благодарам и на вас. Ве поканувам во секое време. Ќе бидете добро дојдени.